Драги слушателки, добре дојдевте на аудиопрограмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Ако те прашам која си ти и кој е твојот идентитет, што би ми одговорила? Кои ќе бидат првите мисли и одговори кои ќе ти дојдат на памет? Дали ќе речеш јас сум жена, јас сум сопруга на многу важен човек, јас сум мајка, јас сум наставничка, јас сум бизнисменка, или можеби ќе сакаш да кажеш јас сум личност која не постигнала ништо значајно во животот, затоа јас сум никој и ништо и мојот идентитет е беззначаен. Дали знаеш дека ставовите кои ги имаме за себе започнуваат да се оформуваат во детството и се резултат на нештата кои нашите родители и врсници ни ги кажуваат? Дали некогаш си ги слушнала своите родители да кажат за тебе дека не си паметна или дека погрешка си била зачната и родена? Иако твоите изјави не се точни, сепак за жал можат да имат големо влијание врз начинот на кој се гледаме себе си. Со тек на време ќе бидеме во искушение да ги прифатиме овие невистини како свој идентитет. Кога станав возрастна, за мене беше навистина тешко да го базирам својот идентитет врз личните достигнувања. Завршив факултет, станав позната, се грижев за својот изглед и имидж, има високо платена работа и слично. Потоа се омажив бидејќи моите родители постојано ме притискаа да го направам тоа. Имав прекрасен дом и убава кола. Луѓето мислеа дека живеам совршен живот, а јас сметав дека конечно имам силен идентитет и дека имам со што да се гордеам пред другите луѓе. Но како што минуваа годините, она што јас го сметав дека е совршен живот, испадна дека е само една голема лага. И таквиот живот не ми ја даде среќата, значењето, идентитетот по кој трагаше моето срце. Иако имав многу достигнувања и богатство, сепак се уште трагав по значењето на животот и се чувствував празна од внатре. Зошто? Драга пријателки, дали се чувствуваш онака како што Дона се чувствувала порано? Дали си разочарана од нештата за кои се надеваше дека ќе ти дадат значајни и смисла во животот? Или пак можеби тие нешта ти станеле бреме кои повеќе ти отежнуваат? Ако одговорот на некој од овие прашања ти е да, сакам да знаеш дека не си сама. Секоја жена се нашла во таква ситуација во животот. Но добрата вест за која ќе размислуваме во денешната епизода на Скапоцена и сакана е дека твојот идентитет не зависи од изгледот, облеката, работната позиција и слично. Која си ти? Што те дефинира? Кој има право да те дефинира? Ајде да дадем одговори на овие важни прашања. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't
me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Драга пријателке, пред да зборуваме за тоа кои сме ние како жени, сакам да размислиме за тоа кои ние не сме како жени. Прво, твојот идентитет не е заснуван врз твоето образование. Иако образованието е добро и е од голема полза во животот, сепак тоа не треба да биде основа за твојот идентитет. Со други зборови, твојата диплома не е добра основа за твојот идентитет. Некои жени кога се представуваат велат јас сум доктор таа и таа, но тоа не е нејзиниот главен идентитет, туку нејзината професија. И има и разлика меѓу тие две нешта. Второ, твојот идентитет не е заснуван врз твојот брачен статус, без разлика дали си во брак, разведена, вдовица или воопшто немаш маж, дечко покрај себе. Тоа не е твојот идентитет. Немој да паѓаш на притисок на општеството и да мислиш дека тоа е најважно нешто во однос на твојата личност. Трето, твојот идентитет не е заоснован врз платата која заработуваш или парите кои ги имаш. Се разбира дека парите се потребни за живот и треба да бидеме трудолюбиви, но нашиот финансиски статус не дефинира. Што ќе се случи ако еден ден добиеш отказ и одеднаш нема да имаш многу пари? Дали тоа значи дека твојот идентитет е уништен? Се разбира дека не. Богатството не може да те дефинира како личност. Четврто, твојот идентитет не е заоснован врз твојата надворешна убавина. Ако случајно се обидеш да го изградиш идентитетот врз тој фактор, кога ќе остариш и веќе нема да изгледаш младо, основите на твојот идентитет ќе бидат срушени. Петто, твојот идентитет не е заоснован врз лајковите, следбениците и коментарите кои ги добиваш на социјалните мрежи. Тогаш, кој сум јас? Која си ти? Што не дефинира како личност? Ајде да слушнеме кратка библиска порака и да дознаеме. Драга сестро, во свет кој се обидува да го дефинира нашиот идентитет и да каже да бидеме некои кои ние не сме,
Ние всушност го губиме нашиот идентитет и повеќе не знаеме кои сме. Затоа треба да слушнеме од соодветен извор. Ако Бог е авторитетот за тоа кои сме ние, ќе ви го дадам овај пример за да разјаснам што мислам. Кога купувам нов производ и сакам да дознаеме повеќе за него и како функционира, го разгледуваме упатството за да го дознаеме идентитетот на овај производ. Слично на тоа, Бог е наш Творец, наш Создател и затоа треба да го погледнеме Неговото Слово, Библијата, за да дознаеме кои сме ние. Во Ефесијаните, глава 1, стих 4 вели: така што и не избра преку него уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети, непорочни, пред него во љубовта. Драга пријателки, она што ни го дава нашиот идентитет не се парите или позициите или важното семејство од кој доаѓа. Бог те избра тебе и те прифати да бидеш негова ќерка. Па која си ти? Ти си избрана и прифатена од Бог. Каква чест! Драга пријателке, повеќе од нас ги поминуваме своите животи трудејќи се да бидеме прифатени. Тоа го бараме од нашите родители, пријатели, сопружници, колеги и деца. Нашата желба е да бидеме прифатени, влијае на тоа како се облекуваме, каква кола возиме и каква куќа купуваме. Зошто сме толку многу понесени од тоа да бидеме прифатени, бидејќи сакаме да знаеме дека некој не избрал и не прифатил. Истото го прави Бог за нас, тој не избира. Ти си избрана ќерка од кралот на кралевите. Ти не си случајност. Твоето раѓање не беше грешка, како што слушаме од многу родители како им ја кажуваат ова фраза на своите деца. Долго пред да бидете зачнати од вашите родители, вие бевте зачнати во Божјиот ум. Го сакам стихот во Исаја глава 44, каде што е запишано: вака вели Господ, кој те создаде и те обликува, кој ти помагна од мајчината утроба. Секоја една од нас беше одбрана уште пред основањето на светот да биде Божја ќерка. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free. Yes, I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me.
Драга сестро, ако Бог не избрал, тоа е бидејќи сме вредни и достојни во Неговите очи. И тоа не води до нашиот втори идентитет во Христос. Вие сте достојни и вредни. Светот кој е воден од сатаната и дава идентитет на вредноста на жената како да е производ што треба да се купи. А валутата е убавина или талент, интелигенција, богатство, образование или кариера. Врз основа на овие лаги и квалификации се гледаме себе си, сваќаме дека не сме толку квалификувани, не сме толку убави, не сме толку едуцирани, не сме толку богати, скриени сме од светот и затоа доаѓаме до заклучок кој звучи вака: јас не сум вредна и достојна како жена. Но еве вистината, драга сестро. Бог вели во Исаја глава 43 стих 4: бидејќи си скапа во очите мои, многу си ценета, јас те возлюбив. Друга прекрасна изјава за твојата вредност како жена се наоѓа во книгата Поговорки глава 31 стих 10 кој вели: таа е поскап од најскапоцените камења. Прекрасно! Ти си толку вредна што Исус Христос умре за тебе за да можеш ти да имаш живот. Затоа, секогаш кога ќе се сомневаш во твојата вредност, само погледни кон Христос, крстот ја докажува твојата вредност. Бог ти вели дека те сака толку многу. Исус го даде својот живот за тебе. Ако ја разбереме нашата вредност во Христос, нема да ја бараме на друго место. Нема да го бараме вниманието или грижата од луѓето за да се чувствуваме вредни. Нема да трошиме пари на облеки или мода, нема да ги проверуваме нашите Facebook или Instagram страници, за да видиме колку лајкови коментари сме добиле на сликите. Сето тоа е за да се чувствуваме вредни и ценети. Твојата вредност не се гледа во тоа што го правиш, какви работи имаш или немаш, каква грешка имаш направено, колку пари имаш на сметка, дали си во брак или не, или како некој се однесува со тебе. Твојата вистинска вредност е во Бог, бидејќи Тој смета дека ти си вредна. Што е со тебе денес, драга сестро? Дали веруваш во твоето срце дека ти си одбрана, прифатена, сакана и ценета од Господ кој е љубов и покрај твоето минато и твоите грешки, ова е твојот идентитет, ова си ти. Поем. Иако моето срце е скршено и болката е толку длабока, Исус е мојот идентитет. Трчам кон Него и ја барам Неговата љубов. Иако ја изгубив довербата во луѓето околу себе, Исус е мојот идентитет. Јас му верувам и стојам на цврста основа. Иако правам грешки, се сопнувам и паѓам, Исус е мојот идентитет. Плачам кон Него и Тој ќе го слушне мојот повик. Иако животот беше тежок и околностите мои ме оставија да крварам,
Исус е мојот идентитет. Тој ќе ме оздрави и ќе бидам исцелена. Иако е во нечии очи можеби нема да бидам прифатена или сакана, Исус е мојот идентитет. Знам дека сум скапоцена и сакана. Моето име е Лајла. Уште од млади години ми велеа дека сум грешка и несреќена мајка ми и татко ми, зашто сум родена како женско. Како што растев, никогаш не се почувствував сакано, прифатено или добредојдено во мојата сопствена фамилија. Се обидував да најдам љубов и прифаќање кај мажите, па излегував со еден по друг. Сите тие ме оставија ранета со скршено срце и празна. Паднав во депресија и повеќе не знаев која сум. Никој не ме сакаше. Еднаш ги менував радиостаниците кога најдов на програмата наречена Жени со надеж и за прв пат слушнав дека некој ме сака безусловно таква каква што сум, со сите мои грешки и неуспеси. Тој е Бог, татко кој е полн со љубов, а не страшен казнувач. Јас не сум грешка за него. Тој ме планираше, ме создаде, ме сакаше. Јас сум добредојдена кај него, ме сакаше уште додека бев во утробата на мајка ми, иако таа сакаше да ме абортирам. Тогаш ја разбрав Божјата прекрасна љубов кон мене и знаев дека Исус умре за јас да можам да живеам вечно со него во небесата. Драга пријателке, Бог никогаш не ми даде некои услови кога ме прифати како своја ќерка. Тој ми рече, те сакам, дојди кај мене. Дојди каква што си, скршена, со сомнежи, со болки, исцрпена, измамена, малтретирана, осамена, отфрлена, безнадежна, лута, јас те сакам. Дојди кај мене со сиот товар и ќе ти дадам одмор и радост. Така му го дадов моето срце на Исус и од тој ден тој никогаш не ме изневери. Го открив мојот нов идентитет, добив нова самодоверба и изградив нов и убав живот во мир и радост. Престанав да барам љубов зашто ја открив Божјата вистинска, безусловна и вечна љубов за мене. Сватев дека тоа што сум не се заснова на моите достигнувања. Затоа секој ден со доверба се препуштам во Божјата вистинска и безусловна љубов. Се чувствувам сакана, прифатена и сигурна во неговата љубов. Божјата љубов за мене е доволна. Јас сум доволна. Го барав Бог и најдов љубов. Ова љубов е света. Божјата љубов ја исполнува секоја клетка во моето тело, секоја мисла во текот на денот и секој потек што го правам. Неразделна сум од неговата длабока љубов. Ова љубов е достапна и за тебе ако сакаш да ја прифатиш. So fearfully and wonderfully made. How could they say there is no God? Reminded every breath that I take, it's by your hand I have been formed. So what am I gonna do with this life you gave me? What could I do but live for your praise? You gave me this breath, and you gave me this strength, and every day I'll live to obey you with all of my heart, with all of my soul. Let every breath I'm breathing display you, God. Oh, there's elegance in all you create. Your grand designs leave us amazed. The wonders of the way we've been made speak of your power
you gave me. What could I do but live for your praise? You gave me this breath, and you gave me this strength, and every day I live to obey you with all of my heart, with all of my soul. Let every breath I'm breathing display you, God. Кога зборуваме за Божјата љубов во Римјаните од Новиот Завет, глава 8, стихови 35 до 39, апостолот Павле го кажува следново: Кој ќе не одвои од љубовта кон Христос, дали невољата или маката или прогонот или гладот или голотијата или погибелта или мечот, како што е напишано, заради тебе секогаш не убиват, не сметат како овци на клајни, но во сето тоа стануваме повеќе од победници преку оној кој не возлюби, зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни днината, ни височината, ни длабочината, ниту пак кое било друго создание нема да може да ме оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ. Драга сестро, ти си сакана од Бог, ти си Негова избраничка. Тој тежне е кон тебе, тој е тука за тебе, тој сака да те спаси и да ти даде нов идентитет, во него што никој нема да може да ти го одземе. Дали можеш да го видиш тоа? Тој те сака безусловно и сака да посегнеш во дарот на неговата длабока љубов, да ја прифатиш, да ја земеш и да ја уживаш. Јас верувам во Божјата љубов кон тебе, дали ти веруваш? With all of my heart, with all of my soul, let every breath I'm breathing display God. All my life, all my days, they say there is no God. Така на Керко, немој да дозволиш твоите грешки од минатото да те дефинираат која си. Сите имаат направено грешки, сите имаат гревови. Затоа јас умрев на крстот за да те спасам од гревовите и да ти дадам надеж за нов почеток. Ако ме прифатиш како твој спасител, поранешните ќе ги нема повеќе. И можеш да се радуваш на твојот нов идентитет. Во мене ти си ново создание. Одземени ти се сите поранешни работи кои те дефинираа. Ти си ново создание преку мојата крв на крстот. Твојот грев беше платен, сега си помирена со Господ. Колку повеќе ме запознаваш преку мојот збор и времето поминато во молитва, толку повеќе ќе го разбериш твојот идентитет во мене, твојот Спасител Исус. Сакана пријателке, без разлика на твојата религиозна позадина, твоите традиции, начинот на кој беше растена или колку години имаш, сакај го Господ Исус Христос и дај му го твоето срце нему. Ако Бог те допре денес, кажи ја следнава молитва заедно со мене. Драги Господе, признавам дека сум грешна, знам дека ти ме сакаш и сакаш да ме спасиш. Исусе, јас верувам дека ти умре на крстот за да платиш за моите гревови. Верувам дека Бог те воскрсна од мртвите. Прости ми ги гревовите и спаси ме. Јас сакам да го најдам мојот нов идентитет во тебе и сакам да живеам за тебе.
Се молам во Твоето име. Амин. Ако ја молиш ова молитва и ако ја донес одлуката да го сакаш Исус и да го следиш, тогаш дозволи ми да ти го поставам ова прашање. Која си ти? Кој е твојот идентитет? Можеш да го кажеш ова со целосна доверба. Јас сум чудесно и прекрасно создадена. Јас сум сакана. Јас сум ценета. Јас сум избрана. Јас сум прифатена. Простено ми е. Ослободена сум од гревот. Јас сум Божја ќерка и никој не може да ми го одземе овој идентитет. Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.